Штип е со најмногу затворени фирми во државата минатата година, стои во анализата на Target Group. Во тој период, светлата во фирмите на државно ниво за секогаш ги изгаснале 6213 сопственици од разни причини, но како главна се посочува пандемијата. Иако оваа бројка е голема, таа сепак не е најлошата што на економијата можела да и се случи. Падот на фирмите го сопреле државните пари, односно субвенциите. Низ бројки, минатата година во државата се спасени 999 фирми, споредбено со една година порано. Ова значи дека кризната година екзистенцијално за фирмите била подобра. Посочува анализата на Target Group. Колку се важни субвенциите во овој економски драматичен период, потврдува и анализата на Змај, презентирана на конференцијата за нееднаквост во криза. Бележан е пат на работните места на вработеноста од 2,7% и можеме да констатираме дека овој пат е помал од падот на бруто домашниот производ, што значи дека дел од мерките кои што беа насочени кон зачувување на работните места дадоа ефект, односно го намалија ефектот на кризата. Структурата на локалните економии овој пат се покажа како важен фактор, па анализирано по општини, сликата е следна. Најмногу од споменатите 6213 фирми пропаднале во Битола, Крива Паланка и Тетово, а најлошо меѓу нив стои Штип со 36 пропаднати фирми, повеќе од останатите. Ковид кризата многу полесно ја преживеале економиите во Скопје, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија и Велес. Но, освен по фирми, Штип компаративно може да биде и рекордер по број на отпуштени работници. Освен досегашните над 1000, април, мај и јуни се месеците кога има ризик да бидат отпуштени уште барем нови 1000 работници. Неизвестноста е голема, бидејќи најголемиот дел текстилни компании работа практично немаат.